Прво се подпишува професорот и... 100.000 луѓе. Да направиме уште 30-40.000 станови за 150.000 луѓе. Професори за дрвово збориме, јас сум професор исто како вас, за дрвово збориме. Сега да не одиме на политика. Мене ме интересира како граѓанин целата крошна е зелена. Дали може додека ја има оваа крошна да се почитува дрвото, па кога ќе почне да нема крошна да се исече граѓанско право? Или дали може да се излечи ово дрво? Да се лечи, еве за конкретно. Или за крошната дали може да се излечи да се симне уште 3-4 метра надоле, за да нема опасност. Знаете, горниот дел е скоро сув, трул. Да се симне дола, ќе опште уште 5-6 години, па после пак уште да се симне, постепено да се симнува. Да, и тоа ефектот ќе биде поголем кога ќе... Значи, задна и горе имаше падната гранка овде огромна. Гледа горе гранката и некаде што тече. Значи, професорот даде предлог да се подскрати малку за некој време додека пушта крошна. Кога ќе нема крошна да се Ај чинарот, чекај да ве прашам, чинарот у Охрид. Чинарот у Да, Охрид. да, ве разбирам тропна професор. Гранка, ама знам, падна гранка. Може да се продолжи за 5 години, може ако се подскрати. Значи јас сум за тоа, додека може, нека издржи. Види, да збира цела дупка, рака се става. Не разбираш. Јас дека живо. Фотосинтеза и дали прави Ако фотосинтеза? насадиме овдека две подобри дрвја, ќе имаат падне ќе направи што. Дали ќе има повредени или не? Ова дрво предвидено треба да се сечи уште 30 години. Ебе го и ова, поверни. Директото малко само овде. Професора, еве зашто е дадено. Еве. Значи ли колку тона те е ова? Гледа, давајте ми. Добро. Следно прашање ми имено ова, ама не сум. Не куќата на дрвото, викате дека ова е непредвидливо кога ќе падне, иако изгледа толку цврсто, да речеме, и со крошна и со се. Не, добро, потврдете ми, Погледнете го. Еве овде. Што да ви објаснам? До това се иска. Како професор на Шумански факултет. Ошто е професор на Шумански факултет, не ми кажува за неговата личност, како он гледа кон растенијата. Тоа исто сега некој хирург да му кажете некој хирург зошто го прави Тоа не тоа. дека сите хирурзи се добри. Прашањето ми е дали има во програмата, проектот или што год, дали има во проектот дека ќе се засадат нови дрва, нови не 113, 1113 дрва во Скопје. Знаеме кај знаеме кај живе. Постојат компензациони мерки. А тие мерки што представуваат? Не знам, јас не сум од Скопје. Господине, дали сте го читали решението ова? Треба да го знаете. Значи, преди тоа решение има право на жалба во рок од 15 дена. Доколку уложите во рок од 15 дена, само малце, кратко ќе бидеме, нема да одземам повеќе од 3 реченици. Значи, по сила на закон се одлага неговото извршување и жалба стига во Министерство за заштита на животна средина или екологија и чекаме да одлучува. По некои правила, според некои искуства, тоа министерство формира комисија и гледа тие дрва и одлучува по жалбата. И доколку министерство одлучи дека треба да се потврди решението на град Скопје, оно го потврдува, доколку одлучи дека треба да се поништи, оно го поништува, доколку одлучи дека треба да се измени, оно се изменува. Значи вие сте имали законска можност во рок од 15 дена да вложите таа жалба. Значи за прв пат на рефреш. еколошка функција треба да се запази тој безбедносен аспект, бидејќи тој представува реална опасност доколку постои опасност од негово паѓање, дали е суво дрвото или од некоја друга причина. И бидејќи ние се пример дрво што падна во Карпош, да ни даде стручно мислење, компетентно мислење во однос на конкретно дрво или конкретно баба. Ето. Океј, значи идејата е сега ќе почнеме како ставаме доволно на паркот, идеме натаму, ќе не однесат каде што се обележени дрвета, да ги видиме, да чуеме за нив што е, зашто е обележено одредено дрво за сечење или за кастрење и да ги поминеме тие дрва кои што се во решението. Ако имате какво било прашање, на здравје. Кренете рака. Слободно кренете рака за да прашаме, да не, ако што било ве интересира, дури се дечките тука, дури се тука да спорнеме.
Плюс може, доколку професорот има сугестија или има забелешка, некој дрво што не е одбележано, Добро. а доколку смета дека не треба да се направи интервенција на тоа дрво, може слободно да каже. Дека да... А и обратно. Да, и обратно. Тоа го рекоме. Ова се го рекоме. Да. Добро. Само да прашам дали има некој соодветно стручен со соодветна школа, прашањата да бидат стручни, да бидат издржани, да не биде само што ми дојде. Би сакала да бидеме сите цивилизирани меѓу себе, нели, да видиме ако има нешто нејасно, да ни објасните, дури нели секој лаик овде кој се наоѓа најголем дел. Се такви се жители на овој град со право да поставуваат прашања, да добијат одговори и да се грижат за зеленилото и без оглед што не се стручни. Јас би сакала да прашам, зашто кога поставам дека реакцијата е заради бројот на дрва и одговори, јас сум новинар иначе. Зошто толка број сега се сеќате, колку вообичаено во годишно или сезонски или не знам како се? Вака ако смеам да се вмешам, убаво и терминолошки да разјасниме, не се сеќат. Тие се обележани за сечење. Кога ќе дојдат на ред за сечење, ќе видиме. Ова е прва фаза кај што се маркирани дрвата кои што ние сметавме дека се потенцијална опасност. Значи, тие се маркирани во моментот за сечење и за круење, не се сечат. Сечење е некоја активност во моментов. Сега да идеме и зошто се сечат. Не се сечат во моментов дрвата. Тие се само обележани за сечење, да. Тие што се таму изречени на почетокот, дека биравме пред некој ден дека сте почнале со сечење. Многу е битно да сме информирани. Таму падна дрво. Огромна топола падна. Да, таа топола која што падна на неа имаше друга топола која што беше подпредна. Тоа е се документирано, имаме фотографии, имаме видеа. Таа топола беше подпредна на неа. Оваа кога падна и изгуби стабилност беше навалена. Затоа таа се исече, за да може да си има Ама не, овие уред вака на влез, тие не се топови не мора да се да им ги покажете симптомите зашто тоа дрво е обележано и зашто сметаме дека е засечено. Збереме една работа, некогаш заботот горе изгледа здрав, убав, меѓутоа внатре е шупол и веќе ќе почне да боли, ќе биде касно, треба да се прво за да сватите што е причината што е доведена до оваа состојба. Ако навремено, пред 30 години, се преземело стручно одржување, за секој вид бара посебна нега, посебно знаење, посебно се. Ако се преземело тогаш со кастрења, со заштити, со појава на првите да се до ваква состојба нема да дојде. Ви тоа е една работа да научите, дека се што ќе се роди мора и да умре. И ова дрво има век. Значи има век. Целта на подигањето на паркови не е да насадиме овдека вечни видови по 1000 години што ќе траат, него да насадиме видови кои што ќе бидат во функција на човекот. Пред се на урбаната средина. Паркот како средина сватете го како урбана шума, не природна шума. Урбана шума прилагодена на потребите на човекот. И овој парк е така подигнат за потребите на човекот, да дојде да се рекреираат и се. На почеток, што секогаш мене ме нервира невладини и владини сите, кои ќе кажат садиме дрвја за кислород. Избришете го тоа. Каков кислород? Ако сакаме кислород, боци се продаваат за кислород.